Значи денеска имав прилика со заменик министер за здравство, господин Хасани, современо и со координаторот на ДУИ, како и пратеникот господинот Адеми, пратеникот Берат, да посетиме неколку компании во регионот на Куманово и Липково, каде што детално бевме информирани за помошта и реализацијата што ја направиле претходната година согласно мерките кои беа реализирани од страна на Министерството за економија и владата на Северна Македонија. Истовремено слушавме од нив што се однесува на потребите кои треба ние како влада да ги превземе се со цел да имаме економски развој и на овој регион. Како што веќе е информирана јавноста, Министерството за економија веќе почнало да ги реализира сите мерки согласно одлуката за квалификација на развој на региони што го носи Бирото за регионален развој, што ќе значи и распределба на средствата на поеднаков начин во нашата држава согласно развиеността на секој регион, а секако дека североисточниот регион каде што спаѓаат општините Куманово и Липково, на таков начин ќе добие дополнителни средства од страна на програмите од владата, вклучително тука и програмата и што ја произлегуваат за поддршка на инвестициите, за креирање на нови работни места кои ги реализира Министерството за економија. Дополнително ги информирав сите предприемачи што се однесува до последните објавени повици од Министерството за економија, што се однесува до КИП програмата за конкурентност, иновативност и предприемништво, каде што би сакал да ја користам приликата и да ги повикам сите заинтересирани да аплицираат и да ги користат овие многу значителни мерки, посебно во пост-ковид периодот, каде што секако би им биле потребни за да го развијат нивниот бизнис. Значи веќе се објавени мерките за поддршка на микро и малите предпријатија со вкупна вредност од 30 милиони денари, каде што сите компании кои се заинтересирани за набавка на машини, опреми и други потреби што тие ги имаат, а истовремено кои ќе навлегуваат и во дополнителен инвестициски циклус би можело да ги користат, како што и мерките за женско предприемништво и мерките за најчество. Многу е важно да се наведе фактот дека токму Куманово и Липково претходната година од мерките на Министерството за економија и на владата користеле помош над 100 компании со вредност над 700.000 евра, што значи дека ќе имаме дополнителни инвестиции во периодот пост-ковид, но и креирање на нови работни места. Ние ќе бидеме посветени на таков начин директно во комуникација со бизнис заедницата да креираме што подобри мерки кои ќе произлегуваат секако дека преку јавно-приватниот диалог кој како влада и како министерство веќе сме почнале да го реализираме.